ток, ќе бидат послужени, ќе бидат топло примени овде и ќе можат овде да ги да се одморат додека ги вршат своите потреби. Ова го изградивме многу брзо, значи во оваа просторија има нова ПВЦ столарија, има нови маси, нови столици, поставивме, има LCD телевизор, на кој ги промовираме нашите проекти и сето она што граѓаните имаат потреба, може да го видат овде на програм на LCD телевизор, каде имаат потреба да се обртат, да се пријават преку него. Јавното предпријатие ИСАР наскоро ќе започне со изградба на бањи со тушеви за потребите на вработените во јавна хигиена. При самото заминување од работа се тушираат овде во јавното предпријатие ИСАР и ќе изградиме до нив и таолети кои ќе ги користат самите странки кои што ќе доаѓаат во јавното предпријатие ИСАР. Освен реализација на овие проекти, јавното предпријатие изврши промена и во раководните функции. Од денес нов финансиски раководител е Сонја Лунгрова, кој досега работела во делот на финансиите. Јас долги години сум веќе во службата за финансии, а сега и официјално, значи продолжувам да ја обавувам оваа работа. Инаку и у секојдневните наши известувања граѓаните се информирани дека процентно наплата ни е 82%, ќе се трудиме да го зголемиме. Успеавме да склучиме 11.300 договори со нашите граѓани, со физичките лица, околу 400 договори со правните лица. Успеавме да ги примериме површините на сите правни лица, да можеме правилно да фактурираме. Тоа ќе го сториме во едниот период и ке физичките лица. Значи ќе ги преземеме сите активности потребни за зголемување на приходите.